Шеста станица шифонерот. Последната станица. Нашето патување се ближи кон крајот. Еве ја и последната станица шифонерот, во кој се чуваат долни и горни алишта. Има разни шифонери. Има огромни шифонери што зафаќаат половина соба и во кои може да се скријат 6 луѓе кои играат миженица. Има мали шифонери во кои не може да се скрие ни мало дете. Има раскошни шифонери со огледала преку целите врати, а ги има и без огледала. Шифонерот на кој му придовме не е ни многу голем ни мал. Во него има преграда за долни алишта и преграда за горни алишта. На вратата има огледало исто така не многу големо, не многу мало. Пред да погледаме во шифонерот да кажеме некој збор за огледалото. Историјата на огледалото. Во старо време, кога уште немало стаклени огледала, нив ги заменувале со испупчени метални плочи од сребро или од смеша на бакар и олово. Тие метални огледала на воздух брзо потемнувале и го губеле својот сјај. Најпосле се сетиле дека металниот пласт може да се заштити од воздухот ако се покрие со стакло, како што ставаме денеска под стаклото слики. Се добило стаклено огледало. Огледалата долго време се правеле вака. На едно парче стакло се става лист оловна хартија, а од озгора се ставала жива. Живата го растварала оловото, а растворот што се добивал на овој начин имало особено својство – цврсто да се прилипи на стаклото. Стаклото полека се наведнувало за да се слее од вишната жива. Минувал цел месец додека целото стакло не се покриело со еднаков слој од метал. Научниот Либих предложил друг, подобар начин на стаклото, кој се турал со специјален раствор, од кој се таложило среброто. Среброто полека се таложило и за неполне половина час го покривало стаклото со сјајна превлака. За да се задржи оваа превлака поцврсто, огледалото се премачкувало одзади и со боја. Овој начин е подобар зашто не мора да се работи со отровната жива, а се добива и посветло огледало. Изгледа дека изработката на огледало не е некоја особена мајсторија, но пред 300 години огледало умееле да изработуваат само во Венеција. Начинот на изработувањето огледала венецијанците го држале во тајност. Според тогашните закони, секому кој би се осмелил на странци да им ја открие тајната на изработувањето на огледала, му се заканувало смртна казна. Со наредба на венецијанската влада, сите фабрики за стакло биле пренесени на осамениот остров Мурано, на кој не се пуштале странци. Што има во нашиот шифонер? А сега ајде да дзирнеме во шифонерот. Во него ќе видите еден убав предмет за кој веројатно никогаш не сте чуле и виделе. Алишта од воздух. А истовремено ќе решите една од трите загадки што ви ги дадов во почетокот на нашето патување. Зошто платното се пегла со мокра крпа? Зошто бундата грее и што е потопло? 3 кошули или една кошула со тројна дебелина? Зошто топлат алиштата? Пред се треба да се запрашаме дали навистина алиштата топлат. Зашто всушност бундата не го топли човекот, туку обратно. Човекот ја топли бундата. Па зарем може поинаку и да биде? Бундата не е печка, но ќе запрашате па зар човекот е печка? Се разбира, човекот е печка, зашто ние знаеме дека храната што ја јадеме гори во нас. При тоа не се гледа никаков оган и ние ја чувствуваме само по топлината на телото. Таа топлина треба да се чува, за да не ги затоплуваме улиците, ние правиме врати. Од иста причина и се облекуваме. Наместо со својата топлина да го затоплуваме воздухот во собата или на улица, ние ги затоплуваме алиштата што ја чуваат нашата топлина. Нашите алишта, се разбира, исто така испуштаат топлина, но многу побавно отколку нашето тело. Значи, ние ги тераме нашите алишта да земнат наместо нас. Што е потопло? 3 кошули или една кошула со тројна дебелина? 3 кошули се потопли.
Не се работи толку за самите кошули, колку за воздухот што се наоѓа меѓу кошулите. Воздухот е слаб спроводник на топлината. Колку повеќе воздух има меѓу кошулите, толку се подебели воздушните алишта што го заштитуваат нашето тело од студ. 3 кошули се 3 воздушни облеки, а една кошула, макар и дебела, е само една воздушка облека. Затоа, 3 кошули се потопли. Дали имат зидови од воздух? Зошто се ставаат тогаш двојни прозорци? За да направиме меѓу стаклената воздушен зид. Воздушниот зид ја задржува топлината и не ја дава да излезе од соба. Значи 2 прозорци се исто што и 2 кошули. Научниците утврдиле дека воздушниот зид подобро ја држи топлината отколку зид од тули. Затоа сега почнаа да се прават шупливи тули. Таквите тули потсетуваат на пита од која е извадена средината. Куќите изградени од шупливи тули се многу потопли отколку куќите од полни тули. Зошто? Затоа што едната половина од тулата е воздух. Зошто не е здраво лете да се носат волнени јалишта? Затоа што волната е премногу топла. Но не само затоа. Волната има една голема мана. Која ќе се натопи, се суши мош небавно. Затоа, кога е горештина, таа го задржува испарувањето на влагата од нашето тело. Тоа е непријатно и нездраво. Лете е подобро да се носат памучни или ленени алишта. Памукот и ленот се сушат и подобро го пропуштаат воздухот. А зошто носиме долни алишта? Ако носиме горни алишта на голо тело, нам би ни било студено, зашто околу нашето тело би имало помалку воздушни пластови. Но ние не носиме долни алишта само за да ни биде потопло. Главно е тоа што долните алишта можат да се перат, додека горните не можат секогаш. Волната, например, не поднесува варење. Ако се вари, таа станува растресена како кебе, бидејќи волнените влакна не се мазни како ленените и памучните, туку се карлушести. Поради варењето, влакната меѓусебно се закачуваат со карлушките и така се преплеткуваат, па не е веќе возможно да се отплеткаат. Волната може да се загрева само до 60 степени и поради тоа волнените ткаенини не смеат да се сушат над врела печка или да се пеглаат со врела пегла. Да се пеглаат може само преку мокра крпа. Меѓутоа, ленените и памучните долни алишта не се плашат од огинот. Ете зошто под волнените и плетените фустани носиме уште и долни алишта што може да се перат и пеглаат. Водич по соба. Ете така го завршивме нашето патување. Поминавме вкупно околу 20 чекари, а се што не видовме. Какви се загадки не решивме. Патниците обично носат со себе водич, книшка со која подробно е изнесено какви реки и мориња, планини и гори, села и градови ќе сретнат на патот. Какви се улиците на тие градови, зградите и спомениците? Дали тие споменици одамна се изградени и на што подсетуваат? Оној кој има таков водич не мора на секој чекор да ги запира минувачите и да ги прашува што, како и зошто. Оваа приказна е еден таков водич за оние што ќе посакаат да патуваат по својата соба.